Министерката за финансии Нина Ангеловска денешната пресконференција започна со тоа што истакна дека здравствените работници кои се во првиот ред на борбата против неведливиот противник COVID-19 ќе бидат соодветно наградени, при што им укаже посебна благодарност. Оваа конференција е посветена на ребалансот на буџетот. Нина најави брзи мерки околу процесот на опоравување на оваа корона криза. Целта на ребалансот е реално да се прикажат очекувањата како резултат на здравствениот и економскиот шок предизвикан од COVID-19. Ангеловска ја продолжи конференцијата со тоа што извести за состојбата на вкупните приходи. Вкупните приходи со уредбата за изменување и дополнување на буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година се планирани на ниво од 196,8 милиарди денари или 3,2 милиарди евра. Истите се помали за 11,5% или за 25,5 милиарди денари во однос на планот. Во структурата на вкупните приходи, даночните приходи учествуваат со 55,4% и се планирани на ниво од 109 милиарди денари или за 16,2%, односно 21 милиарда помалку намалување во однос на првичните проекции за 2020 година. Придонесите кои учествуваат со 33% во вкупните приходи, како изворни приходи на фондовите, се планирани во износ од 63,4 милиарди денари или за 5,4% пониско во однос на планот за 2020 година или во апсолутен износ за 3,6 милиарди денари пониско. Останатите приходи планирани за 3% пониско во однос на иницираните проекти. За додавање на расходната страна по основ на COVID-19 кризата предвидени се 82 милиони евра. Додава Ангеловска, следно таа ги презентираше расходите кои што се додаваат на соодветните COVID програми. Тука уште би сакала, сметам дека е вредно да ја споменам и одлуката за претходно спроведената одлука за прераспределба помеѓу буџетските корисници и фондовите, со која преку кратење се реалоцира 6,5 милиарди денари или 106 милиони евра за спроведување на ковид мерките од првиот и вториот сет економски мерки, а насочени кон заштита на ликвидноста на компаниите и заштита на работните места, со кои беа обезбедени средства за реализација на мерките, како што се субвенционирање на 50% од придонесите и мерката за финансиска поддршка на работодавачите заради исплата на платите за месец април и мај.